Животна посветеност е новиот роман на Божидар Јовик. Промоцијата на романот се одржа минатата недела во ликовниот салон и беше промовирана пред Велешани. Промотор на истата е професор доктор Васил Тоциновски и магистер Игор Крајчев. Која е темата, инспирацијата, а и подетално за делото да ни раскаже во нашето студио, наш денешен гостин е токму авторот на романот Божидар Јовик. Добро утро и добро ни дојдовте во нашето студио. Добро утро, нека ни е честит денот. Благодарам на вашата покана. Така, како што најавив, животна посветеност е вашето ново дело. Токму тоа е причината, ете, вие да сте дел од нашето студио. Од каде инспирацијата токму за овој роман? Романот Животна посветеност представува своевидно јадро на вонредната почит на македонската мајка. Љубовта која е изразена со години и со векови наназад, почитувајќи ја таа љубов, дојде до сериозна инспирација да се даде тој лик која е посветена на своето семејство, на своите деца. Таа љубов израснува со нејзиното превривање, со нејзиното осознавање при израснувањето на своите деца. Независно во кој временски период се создавале, но почитувајќи го тоа, дека мајката ја подава својата, не само рака, не само срце, својата душа, но целоскупно свое животно дело во израснувањето и школувањето на своите деца. Неслучајно во првата глава се спомнува на мајката, на децата и на генерациите кои доаѓаат. Еве, која е главната тема на романот, односно, еве вие нели нешто споменавте, односно што читателите ќе можат да прочитаат во романот, односно која е вашата порака кон љубителите на пишаниот збор? Почитувајќи љубовта на нашите мајки и на новото поколение на мајките, да им се посветуваат на нашите деца, толку колку што им е потребно. Во независна состојба растат, израснувањето е сериозен процес, израснувањето се судрува со многу осознавања, едно е во семејство, друго е со врсниците, на улицата. Медиумската култура е сосема нов сегмент во развојот на децата, а образование е посебна тема. Но родителството мора да прерасне во сериозна грижа, во давање на сериозни насоки за плодотворно изникнување и осознавање на себе си во просторот, меѓу луѓето и здобивање со своите научни вредности кои го пратат нашиот цел живот. Токму таа е и темата на романот Животната посветеност. Што ве поттикна да го напишате овој роман? Во претходниот период долги години боравев со учениците и родителите. Моето школување завршуваше во другите земји, но тоа не значеше дека можев да се ориентирам кон другите популации, кон другите народи, кон другите осознавања, во другите простори. Љубовта на мајка, македонка, србинка, албанка и муслиманка е сосема нов тип на израснување и посветување на таа млада генерација. Таа ја носи во своето срце, во својот ум, и кога спие, и кога се движи, и кога готви, и кога се нешто подготвува, но таа го носи своето дете во себе. Еве, како главни промотори на вашиот роман се појавуваат професор доктор Васил Тоциновски и магистер Игор Крајчев. Каква е соработката помеѓу вас, односно како оценувате вашата соработка со промоцијата на овој роман? Професорот Васил Тоциновски е воредна личност, како академски граѓанин, он е академик во секоја суштина, во својата срж, познавајќи ја добро македонска литература, познавајќи ја добро светска литература. Он како професор и на факултетот тука кај нас во Македонија и во странство е еден од врвните
познавачи. И мене ми беше чест да тој човек се прифати и одвои време и се запознае со содржината на романот. Он, проникнувајќи во содржината на романот, беше воодушевен од таа љубовта и посветеноста на мајката. Во сосема јасна слика ја покажа содржината на романот пред нашите сограѓани. Ја искажа својата вистинската посветеност во самото дело, тој е поговор на содржината во самиот роман. И мене ми представува голема чест што соработувам со професор Тоциновски и од друга страна со професор магистар Игор Крајчевски. Долго години го познавам Игор Крајчевски од својата најрана младост, а денеска го познавам и како одговорен човек во нашата литература, и како писател, и како носител на обврските во современиот свет. Исто така, тој роман беше оценет и проценет од неговата страна и јас му изразувам голема благодарност за негов творечки приод во препознавање на љубовта на нашата мајка. Значи, сепак соработката ја оценувате како одлична. Како врвен, стручна и одговорна. Кој што се посветувавме и ние и тој. Еве, пред да продолжиме со разговорот, предлагам да погледнеме како изгледаше на денот на промоцијата. Животна посветеност е новиот роман на Божидар Јовик, кој вчера вечер беше промовиран пред Велешани. Најновиот роман на Јовик е посветен на мајката, детството и генерациите што доаѓаат. Промоторот професор доктор Васил Тоциновски ке рече ова е исклучително значено литературно дело за Велес и Велешани. Животот и книжевните дела на Григор Прличев, мајка Султана на браќата Миладиновци, која представува во исто време символ и добива една универзална димензија на татковинството, татковината. Така и мајката, како херој во делото на Јович, низ премрежијата на Втората светска војна, се до денешни дни. Животна посветеност е шесто дело на Јовик. На македонската книжевна јавност тој е познат како автор на многу стручна литература, а во последните години и како автор на поезија. Тој е дел и од клубот на писатели Коста Солев Рацин. Вели дека се обидува да биде активен промотор на македонскиот јазик и пишаниот збор. Романот Животна посветеност представува животно јадро на нашиот македонски човек, посветен е на својата македонска мајка, каде се дадени внатрешните инспирации со полна љубов и почит. Книгата е посветена на маминството, детството и на генерациите што доаѓаат, која прераснува во љубов и во професионалното изникнување на генерациите во нашиот простор. Јовик вели дека и понатаму ќе продолжи да создава нови дела, но не може да вети седма книга, затоа што ветувањето е неблагодарно, ако се има предвид дека творењето е сериозен процес кој одзима време. Еве сме назад во студио, односно погледнавме како изгледаше на денот на промоцијата на овој роман. Но, еве, вие ќе ни кажете како се чувствувавте на денот на промоцијата, односно како Велешани го прифатија овој роман? Изразувам на сериозна благодарност на нашите сограѓани за нивното присуство, за нивната трпеливост, за нивната оданост кон пишаниот збор. Често пати се присутни на сите промоции на моите колеги од другите бранши, на разловидни активности и јас сум задоволен од нивното присуство и таквата присутност го збогатува културниот живот на секој наш сограѓанин. Културата е составен дел на секоја индивидуа. Тој колку и блиско ја чувствува, тој и се предава, ја посакува да е дел од неговото културно и емотивното живење. Јас сум и благодарен за нивното присуство, за нивното комуникативно однесување во секој сегмент пред промоцијата и после промоцијата. Еве, како што ја најавив, а исто така слушнавме и во прилогот дека досега сте автор на 6 дела.
Но исто така на македонската книжевна јавност вие сте познати како автор на многу стручна литература, а во последните години како автор на поезија. Што се имате напишано? Еве да не споменам јас, вие што ќе ни кажете? Во својата педагошка практика настојувам и ден денеска, затоа што е тоа посебна љубов кон науката што ме воздигна во професор да напишам неколку дела, меѓу кои би ги истакнал. Првата книга се викаше Современо училиште, избор или потреба, независно што во тој временски период го препознавав одредено движење на образование по една друга закостена линија која што не даваше одреден прогрес. А посакувањата на генерациите, посакување всушност на наставниот кадар во образование е многу сериозна и посакуваат да дадат од себе си се оно што е современо образование на генерациите во овој свет. Во тоа дело настојував само да го дадам единствениот пат како би можеле да го изградат институционално свое поставување. Тука велиме да дадеме индикатори за квалитет на самиот правен субјект установа училиште, индикатори за квалитет на самиот наставник и на наставните планови и програми. Современото менаџирање на училиштето е еден од врвните степени во заемната комуникација меѓу стручната служба, директорот и наставниот кадар, заедно со учениците и родителите се отварат нови хоризонти на прогресот на генерациите, всушност на нацијата, што би можело да значи еден нов современ образовен процес. Тука дадов можност да се избере потребата на усовршување на наставните модификации во наставата, затоа што сериозен приод имат стручните луѓе во училиштето. Тука мора да искажам таа благородна функција на стручната служба во училиштата, кои секојдневно се во заемната комуникација со наставниците, родителите и учениците. Тука се отвара нов хоризонт. Ние тој хоризонт сакаме постојано да го збогатуваме. Еден е само можеби точка во усовршување на наставата во овој модел на училиштата. На каква тема еве најчесто сакате да пишувате? После во другата содржина напишав другото дело беше Наставник е носител на промените. Секое друго видување од страна не значи квалитетно подигнување на содржинската обнова во самото училиште, затоа што наставник е единствена прогресивна точка и носител на збиднувањата во училницата, заедно се разбира со своите ученици. Тука наставникот е тој генератор, тој го подигнува и мотивира ученикот да дојде до нови сознанија од научните вредности во сите области, по сите наставни предмети, тоа би рекле ние, така да тие луѓе се стручни, компетентни и одговорни. Се разбира, и педагошката практика се обучува најмалку 5 до 10 години, но веруваме, после тој временски период ние имаме квалитетни, одговорни, совесни наставници кои што ја познават својата стручност одговорно, да ја вршат функцијата на наставник во училницата заедно со учителите, со учениците. Тој е оној носител што ги создава квалитетите, капацитетите ги подигнува на учениците, затоа што секој наше дете, секој наш ученик има свое видување и препознавање на себе си во различити струки, професии, стручности, а наставникот е тој што го мотивира низ неговото обучување, низ неговото учење. Така да јас верувам и најповеќе сум потврдувал дека наставникот е тој што е генератор во подигнување на знаењата на младите во нашиот образовен процес. Ева тука можеме да видиме дел од вашите дела. Што се понесовте со себе? Па во третата книга Младите во образовниот систем, младите и демократијата, дојдов до сознание дека вистина со која се судруваме ми представуваше сериозна тешкотија, препознавајќи го младиот човек каков е во семејство
и каков е во училиштето. Но ние секогаш мораме да сватиме и како родители, и како наставници дека ние влијаеме на сето тоа да се подобрува капацитетот на здаењата кај учениците. Но нам ни е потребна сериозна помош од страна на улицата, на електронските медиуми и од страна на самите меѓусебни препознавања, од страна на уличното однесување, комуникацијата со собствените врсници се нови генератори кои што го разнишуваат однесувањето на ученикот, а тука и се паѓа тој морален однос кон осознавање на научните вредности. Родителот мора да ни помогне, затоа што е тој првиот е генератор кој што мора да создава лична култура, лично однесување на своето дете во севкупните негови постапки во животот, да го подигнува и заштитува нивото на идентификување на неговата лична потреба во животот. Премногу останување и на улица и со врсниците е нов лош генератор, негативен генератор е. Користење на електронските медиуми и тоа е премногу тешко и во незавидна состојба. Училиштето се наоѓа во сосема незавидна состојба, не ке може да влие на сето ова. Но таа заемната спрега, семејство и училиште, се разбира, со наставниот кадар и стручната служба и директорите, би можеле да влијаеме, да го подобруваме капацитетот и квалитетот на знаењата на нашите генерации. Тоа беше она моето лично видување, што не значи дека е сосема точно и нормално, затоа што сите ние настојуваме да имаме генерација која е веродостојна, која е квалитетна, а сепак веруваме дека по своите капацитети нашите ученици, каде и да отидоа во странство, ги покажа своите високи квалитети и остануваат како врвни стручњаци во дејноста, во областите за кои се определиле. Четвртата? Потоа, откако веќе сметав дека пишаниот збор представуваше јадро на моето израснување и осознавање, се посветив на поезијата. Напишав 2 книги, една се вика Рассутување, неслучајен е тој наслов, затоа што богатството на просторот и природата е со својата плодотворност, каде и да застанете во просторот и во природата, се воодушевувате, независно дали сте покрај река или во планина, или во рамнина, или во житно поле, вие едноставно го чувствувате како родна почва од која вие израснувате. Јас во таа книга сосема се определив за тој простор, се разбира дека тука има и поезија посветена и на родителството и на љубовта кон се она што израснува и не создава нас. И во другата збирка на поезија Белата бреза, јас сум премногу воодушевен и како млад човек учествував на повеќе пошумувања во нашата татковина и кога знам дека на многуте места и во самиот наш град Велес имаме брези и неслучајно тоа е и синоним на љубовта, синоним на благодетите, синоним на израснувањето. Таа збирка се вика Белата бреза. Тука се препознават многу емотивните чувства во човекот што обстојуват, не одржуват и не градат низ нашиот живот. Па, после дојде и романот. Животот просветеност. Ете, на кои теми најчесто раскажавте нешто, најчесто би сакале да пишувате и за кои читатели се всушност вашите дела? На која годишна возраст најмногу ќе се препознаат? Во секој случај, ова што е стручна литература се разбира, таа е посветена на наставниот кадар, посветена на се она што значи менаџирање на установите, додека збирките на поезијата се посветени на младата генерација, се разбира. Тие после 18 годишна возраст премногу себе се препознават, идентификуваат, затоа што тука преовладува
љубовта кон просторот и кон она што сам човек го осознава низ својот живот. Љубовта кон другиот, љубовта кон мајка, но во секој случај љубовта кон содружство со кое се дружи, кон партнерка, кон партнерот, така да тоа е градење на инспирациите на едно позитивно ниво. Таа позитивна емотивност е премногу содржинска основа за градење на заемните односи меѓу луѓето, за градење на себе си кон другиот, не само себе да гледаш, него препознај се во другиот околу себе си. И такво препознавање на себе си околу другиот е еден од мотивите што ме потикнуваше во тој временски период тој пишаниот збор и понатаму останува во моето понатамошне творештво. Јас во новите здравје книги има и нешто такво друго, понатаму се сето тоа, а во животната посветеност исклучиво сакав да се изјаснам, да го кажам својот збор кон она што е зародиш на нашето изникнување. Еве, вие кои активности ги имате се обавувано во вашата педагошка работа? Споменавте дел, но... Благодарам за ова прашање. Во својата педагошка практика настојував да бидам долги години како просветен работник, како професор и наставник, се разбира. Долги години бев така ориентиран и се гордеам на генерациите кои што беа мои ученици, со кои имавме освоено врвни места на државно ниво и на меѓународно ниво. Учествувавме со нив на сите надпреварувања по јазиците. Тоа се ученици кои се денеске врвни стручни луѓе, да не ги именувам, тие се препознават себе се, имаме тука и доктори и професори, така во својата бранжа и стручноста, се гордам на нивното издигнување и препознавање што го добија низ редовниот образовен процес и се определија да бидат врвни и одговорни луѓе. Понатака бев и директор во училиштето. Долги години исто бев директор во училиштето и во заемната комуникација со наставниот кадар настојував да го менаџирам училиштето на начин кој што беше од сосема сериозна и позитивна корист. Бевме прваци во неколку наврати, зашто добивавме и награди и признанија, за разлика од нашите училишта. Добивме такви признанија, бевме први со златно Климентово слово, Курилјовица, златни медали и така натаму, доста позитивни и во спортот, и во научните дејности, во математика, физика, хемија, биологија и така натаму, да не ги спомнувам предметите, се радувам на постигањата на моите колеги во тој временски период. И зашто имавме посебни одликувања во својата наставна дејност. Колегите со своите трудови беа во заемната спрега, во сериозна комуникација со учениците и со родителите. Нашите стручни комуникации беа на ниво за исполнување на педагошките барања од наставата и осовременување на наставниот процес. Секој денес наше училиште располага со кабинети каде се надградуваат сознанијата од одредена дејност. По доснешниот период бев инспектор во образованието. Најсериозна благодарност во овој момент дозволите ми да искажам кон моите колеги од стручната служба во сите основни и средни училишта во општина Велес и регионалните училишта кои што ги инспекторирав. Но мојата педагошка приодност беше во тоа да јас ја обсервирав настава за подигнување на индивидуалните капацитети во установата, но едноставно да ги изградиме индикаторите на квалитет во образовниот систем. Морам да ги пофалам моите колешки од гимназија, кои што беа врвни стручњаци, заедно ги подигнавме и создадовме структура на индикаторите за квалитет на наставните стручности профили во својата работа. Дури и денеске тие се индикатори составен дел на образовната структура на национално ниво. Нам лично ни представува гордост што е тоа дел од
велешкото образовно јадро во Република Македонија, дадено на нашата установа Министерство за образование и наука. Горди сме што дадовме само една мала нишка да сето тоа представува сериозно препознавање на себе си во образовната структура. Ете, тие беа моменти кои што со гордост ги одржувавме, организиравме и заедно ги градевме. Со тие луѓе е честно и одговорно да се работи, што секојаш ми представуваше задоволство со секое дневно обсервирање и поттикнување, поддржување на наставната дејност. Мене еве навистина ми е чест да имаме еден ваков соговорник со ваква кариера и да разговараме за последното негово дело. Вие сте исто така и член на клубот на писатели Коста Солев Рацен од Велес. Од кога сте член на овој клуб и кои се вашите активности? Член сум на клубот во последните 10 години, едноставно со својата континуирана присутност, комуникација со писателите од општина Велес, се разбира и со комуникација на писателите од Република Македонија, на сите наши препознавања, се разбира. Велес е горд што има рацинови средби и што ги има детски рацинови средби. Детски рацинови средби се мото кое го одржуваат пишаниот збор по македонски јазик и другите јазици на националностите да учествуваат на овие средби. Велес постојано распишува, клубот на писателите распишува Коста Солев Рацен, распишува конкурс за сите генерации да учествуваат на овој конкурс. Секоја година ги наградуваме плодотворните, квалитетните достигнувања на генерациите од 5-6 па се и до средношколците, ги пофалуваме на државно ниво. Тоа е посебна манифестација кога се дружат писателите од Република Македонија со нашите, се разбира, писатели од општина Велес и со присутните од другите градови, од основни и средни училишта. Тоа е оно што нас не поттикнува и поддржува во севкупната наша настојувачка работа за градење на македонски современ јазик. Македонски современ јазик е она нишка што сите нас треба да не одржува и да се радуваме што го подигнавме на ниво кој што го дал и Конески и Рацин, поаѓајќи од Кирил и Методије. Ми, Сирко, тие се благодети кои што нацијата ги има како посебни дарувања во собствената култура. Што мислите вие, колку еве младите знаат да говорат македонски или да пишуваат македонски литературен јазик? Односно да ја употребуваат во секојдневниот живот? Благодарам. Сериозно е прашањето. Сериозно е прашањето, точно. Но морам да ви кажам дека нашата млада популација прекрасно го говори македонскиот јазик, се разбира. Секој јазик располага со богатството на диелектологијата. Независно од кој реон си, од која средина си, но македонски јазик е книжевното израснување во нацијата. Они прекрасно добро го познават, прекрасно добро го комуницират, се разбира, во диелектологија е сосема дозволено, од едно место во друго место, но тоа е и богатството на еден јазик. Тоа е и културата на еден народ. Но, сум задоволен, учениците доволно читат во својот редовен образовен систем, затоа што наставниците по македонски јазик се одговорни луѓе и побаруваат да ги пишуваат, да ги проценуваат, да ги читат книжевните дела кои што им се по наставните планови програми, настојуваат да им дават одредени објаснувања и да комуницират на одредена тема. Учениците тоа сериозно го исполнуваат благодарение на сериозната помош што ја имат од самиот наставен кадар. Но, велиме, секогаш ни е потребна семејна поддршка. Нашите библиотеки треба да се и во самите училишта и во самиот град. Имаме прекрасна библиотека, каде што имаме сериозно богатство на книжевните дела од сите временски периоди, зошто да тие книги не се составен дел на нивното осознавање, да им бидат во рака, во ташња, на маса, за да можат да ги користат и препознават
на тој начин се гради индивидуална култура, на тој начин се гради индивидуален однос, независно од која струка ќе бидиш во нареден период, но ќе располагаш со сериозни познавања бар за собствената култура и културите на другите нации во светот. Ваш омилен автор, кој е? Ева да извоите. Се разбира дека омилените автори се во и француските, јас би рекол по националности. Се разбира, нашите дејци во Македонија се врвни, познавајќи ги Шопов, Јаневски, Коневски и така натаму, да не ги спомнам сите наши врвни стручњаци, теоретичари, Димитар Митров и така натаму, да не ги спомнам моите редовни професори, но српска литература е посебен сегмент во препознавање на јазикот, руска литература, француската литература се богатство, германската литература е сосема ново богатство, нов хоризонт, англиската литература е нов хоризонт. Сето тоа е само индивидуалното препознавање на себе си со еден автор, но љубовта кон пишаниот збор ти го препознаваш од еден автор кон другиот автор и посебно може да правиш одредена компарација на книжевните дела. Но авторот не би смеел да одвои еден автор, а да не се препознае во сите други од кои се надградувала неговото индивидуално осознавање на пишаниот збор. Кои се вашите планови за виднина, односно дали има некоја најава за 7 книга? Рековте дека тоа нема да го откриете, дека тоа е тешко да кажете, но сепак што ќе им откриете на гледачите? Сериозна е тема, но во овој момент за прв пат тоа нешто ќе кажа. Авторот не е благодарно да ветува, за творечкиот процес е најсериозна работа. Ден и ноќе еден збор е во тебе и ти, опростите, јас си пишувам и понатака со молив, не знам другше да работам. Постојано ми е тетрадка тука до мене, дали сум во позиција на одмарање или во позиција на маса да работам. Пишувањето е сериозен процес. Морам да ви кажам, во нареден период би сакал да испадне една книга се вика Созвучие на ехото. Осоговскиот простор ме воодушеви со својот манастир. Ме воодушеви со својата добрина и топлина што ја почувствував заедно со моите пријатели, колеги. И јас доста му се посветив на тој простор, здравје. Во наредниот период тоа дело би испаднало. Но едноставно не можев да се одвојам од осознавање на богатството на книжевниот збор. Во нареден период, може би, во друга нова прилика, би биле исконски дарувања. Исконски дарувања се оние што ги добивме од Климент Охридски, Кирил и Методи, всушност, Коневски, да не ги спомнам нашите автори, што себе се посветија во подигнување на собствениот јазик, собствената култура. На едно место велам Чинарот. Чинарот е сведок на многуте осознавања од Самуила до денески. Тоа богатство сакаме да биде, макар во една стихотворба обелоденето. Коневските дарувања се оние што се наследство во нашиот ген придобиени заедно со Рацин и другата наша национална култура. Сето тоа е вредност која се вградува една по една нишка. Многу автори дадоа сериозен придонес. Сериозен. Сите автори се внеле во литература, но и генерациите во овој временски период, почитувајќи го тоа богатство, да го препознаваме и предаваме на генерациите што треба да го имат како зародиш, да го носат под пазуви своји. Како топлина, да го носат како лично и ништо неизгубеното. Здравје во нареден период. Може би
имат предизвици сериозни. Еве, ова е прв пат да го зборувам во една јавна емисија и ви благодарам на прашањето. Ето ви благодарам што малку откривте пред нашите предгледачите на К1 телевизија. Еве кон крајот на нашиот разговор една мотивација кон сите љубители на пешадниот збор. Почитувајте го вашиот јазик, почитувајте вашата култура. Единствено со неа можеме да обстојуваме, единствена нишка на препознавање на себе си со другите, како јадро на животот кое ќе не одржува, носи се друго што да провејува, нема да не издува, но нашата култура е вградена во самата нас. Тој е килим кој што е во нашите пазуви, килим што не покрива, што не стоплува и не одржува. Почитувајте го, развивајте се и осознавајте го севкупното напишано книжевно јадро во нашата литература. Благодарам. Еве, јас се надевам дека се опфативме, односно ета накратко успеавме скоро сите теми да ги опфатиме предвидени за денес. Јас уште еднаш ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од студиото на К1 телевизија и дел од утринската програма. Ви посакувам многу успех во наредниот период и се надевам дека ќе организираме уште една средба со вас. Благодарам на вас лично, на К1 телевизијата, од регионален карактер. Лично сум ви благодарен за севкупната взаемна комуникација како плод на нашето заемно разбирање и почитување. Благодарам.